Лавина бурни реакции на експертската фела во земјава, регионот, но и од Европа по потпишувањето на билатералниот протокол. Директорката на Институтот за комуникацијски студии иронично прашува какво демократско достигнување е тоа што и по потпишувањето протоколот нема да биде објавен. Па јас сум ви дала и повеќе образ од што имате. Сум ве преценила. Јас мислев барем ке се обидете да не зафарбате со објавување 5 минути пред потпишување, па преку Рента новинар и Рента експерт ке не информиравте дека тоа што сме го дознали истовремено со потпишувањето е големо достигнување и развој на демократијата во Македонија. Таа дава предлог воопшто да не се објавува предлогот, иронично порачувајќи дека ние нема потреба да знаеме што пишува во него. Нека знаат во ЕУ и Генчовска, а нас на рати ке ни кажувате што треба да направиме, што има да знаеме, како не сецкате. Кјути, бутај, може македонецот да издржи се. Не бе дечки, не може се. И сами ке си го видите тоа, каков крај. Ниту хрватската академска јавност не остана рамнодушна. Професорот по македонски јазик и книжевност Горан Калогера вели дека преговарачите од македонската страна не си ја познаваат историјата. Да се прифати дека бугарската војска не ја окупирала Македонија, дека македонскиот не е литературен јазик, дека се бугаризираат најдобрите македонски револуционери, дека се игнорираат ефектите од преродбениот период, дека се игнорираат жртвите на крстенското и линденското востание, дека делото на Блаже Конески и генерации македонски лингвисти се игнорираат, ја обструираат и менуваат македонската историја по диктат на соседната земја и слепо да ги слушаат предлозите на европските лидери кои немаат поим за Македонија и незината историја. Тоа едноставно не е во ред. Дури и европски политички истражувачи сметаат оти преку овие процеси се спроведува асимилација и бугаризација на македонскиот народ. Бугарските лидери не оспоруваат дека во светот има луѓе кои себе си се сметаат за етнички македонци. Спорно им е од каде доаѓаат овие луѓе како и нивното минато и нивната иднина како македонци. Се работи за политика, оние кои денес се сметаат за етнички македонци да се трансформираат во бугари преку притисок во вид на вето или стимулација со издавање на бугарски пасоши. Во авторски текст за Институтот ЕСИ тие наведуваат дека со протоколот постојаната трансформација на етничките македонци во бугари ќе се забрза преку промена во културата и образованието. Децата во училиштата во Македонија треба да се учат дека нивните баби и дедовци всушност биле бугари. Тие треба да научат дека пред неколку децении авторитарните лидери ги заведувале, хипнотизирале, манипулирале и тероризирале овие бугари. Тие треба да разберат дека кога бугарската армија, сојузник на Третиот рајх, ја окупираше Македонија за време на Втората светска војна, дека таа не била окупаторска сила, туку сила на доброто. Во подолгиот текст пишува и дека за Бугарија билатералниот протокол е клучен и оти промената на уставот е само почеток на процесот со кој Македонија ќе се трансформира според бугарските очекувања. А барањето на Софија да ја бидат доставени примероци од сите методолошки упатства, учебници, наставни помагала и други релевантни наставни материјали во образовната програма на Република Македонија го коментираат како неоколонијалистички пристап кој Европската унија се прави дека не го забележува.